Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Рубин Земун, професор, поранешен пратеник, член на извршниот одбор на СДСМ. Господине Земун, добредовавте во студио 10. Добро утро, добро е најдов. Најав за што ќе зборуваме, една од главните теми, тоа е случувањата во соседна Бугарија, победата на Румен Радев на изборите со неговата партија, коалиција, една убедлива победа, каде што Радев сега има и мнозинство во парламентот, но и има и може самостојно да формира влада и тоа слободно, без некои задршки, што е прв пат во овие 8 изборни циклуси во Бугарија да имаме на вакво убедливо стабилно мнозинство. Како гледате на ова и мислите ли дека тоа ќе значи нешто во однос на Македонија и на нашата, ајде да речеме, блокада со соседна Бугарија? Па да, во секој случај не се очекуваше вакво убедливо победа на партијата на Румен Радев, која што е ново формирана, нели, пред неполни 2-3 месеци се формираше. И се очекуваше дека некаде ќе добие 30 до 40%, меѓутоа вакво убедливо водство не се очекуваше. И јасно е дека тој може да се формира сам влада, иако по мои некои сознание и информации, мисля дека преговара со некои помали партии, Возраждање, мислиш, така ли се каже на партија Возраждање, кој ќе има 12 претенции, чисто за да имаете некоја се коалиција. Иако мисля дека не сум сигурен дали се они со Молам? Не сум сигурен дали се они со 12 претеници, но 12 или 13 колку беа, значи малку, да. 11, не знам. Постана се менува, нели, не знам дали вчера добивме конечни резултати. Меѓутоа имам сознание дека преговараат со нив, веројатно да се вклучат да има чиста коалиција. Меѓутоа јасно дека Румен Радев нели се поднеси оставка од председател на државата за чисто да заврши оваа мисија, да направи некоја се стабилна влада. Што мислам дека во овој период ќе има стабилна влада, меѓутоа дали ќе издржи ваква стабилност, бидејќи сепак тие ветувања што ги даваше Радев се, мислам, не знам дали ќе ги може да ги реализира барем за 6 месеци, бидејќи за 6 месеци после Бугарија има председателски избори. И тоа дали народот навистина ќе му даде ваква доверба, све зависи од него колку ќе ги исполни тие ветувања. Меѓутоа, ако за 6 месеци, нели, бугарското, да кажем, гласачко тело е премногу флуктуира, нели, флуктувно, ќе ти дава доверба, меѓутоа веднаш ќе ти ја одзема дека тоа што си го ветил не се го исполнил. Така што мислам дека сега ќе имаме тамо стабилна влада, меѓутоа колку тоа ќе издржи ќе видиме и тоа е прашање. Од друга страна за нашите односи со Бугарија, мислам дека дали нашо премиер му честиташе ли победа или се уште не му честитал победа. Не видов ни јас дали му честитал победа. И вчера се отвараше тоа прашање дали сме честитале победа. Мислам дека без сега дали се согласуваме или не треба му се честита победата, сепак тие се наши соседи, треба да градиме добрососедски односи, а и во голем дел, нели, како ќе се одвиваат се односите меѓу Македонија и Бугарија, ќе зависи и нашиот европски пат. Така што од друга страна мислам дека Радев е прилично непопустив од тоа што е договорено и што е нашата преговарачка рамка со Европската Унија и дека мислам дека тука сега владата на ВМРО не ќе се најде во, да кажеме, во чош, во агол, бидејќи една страна го изгубија Орбан, ја изгубија поддршката што има од Орбан и како што директно изблегува во кампањата, нели, предизборна кај Орбан, нашиот премиер тамо појде, а од друга страна го добија Радев, кој што е прилично цврз во позициите спрема Македонија, од тоа што е, нели, преговарачка рамка, го слушање дека тука нема ниту 1 милиметар помрнување, а слушајќи го Радев во делата како изјави, тој прилично, мислам, дека ќе игра сега, бидејќи, знаете, тој во исто време е и, да кажеме, проруски играч и проевропски играч, бидејќи школуване и во Запад и во Русија, така мешано му е школувањето и има контакти сигурно, меѓутоа и во досегашниот период кога председател покажуваше прилично некој, да кажеме, проруски и прилично се завина према Европската Унија. И неговата изјава што даде во неделата, кај што рече дека прилично бара покритично однесување и попрагматично однесување за Европската Унија. Што значи тоа ќе видиме. Меѓутоа, таква една изјава е, мислам дека ќе има некој си по моје мислење, некој си став према Европска Унија да ги, веројатно да ги исполнат тие обврски што Бугарија и се останата, примерно во финансиските работи.
Нешто слично се случува и во Унгарија, се ми се чини со Питер Маџар, кој што очекува да му се ослободат фондовите, што беа блокирани од Европската унија према Унгарија. И во тој случај така ќе се одвиваат, мисля, че и во овој период. И во оваа ситуација, каде што прилично Радев и Бугарија ќе има према Европската унија кој се критични став и ќе бара по прагматичност, тука ние ќе бидеме во прилично незавидна состојба како кандидат, односно што треба да ги предложиме преговорите со Европската унија, а треба да исполниме домашна задача е да ги исполниме, да го промениме уставот и акцијскиот план за заедниците, за да може да се продолжат преговори. Тука има неколку работи, една од нив е сега се проверува да видиме кој честител од нашата земја за Радев, како што најдов честител ако Движењето Знам. Добро. Честител е, официјално како Знам зборуваме, и Афрем Гаши, председателот на Собранието. Не значи дека, не знам, владата или МНР дали честителе, но не најдов се уште, немаме потврда. За Радев сега се гледаме дека се развина дебата во земјава и аналитичари и експерти дали неговата победа би значило нешто посебно за Македонија. Бидејќи знаеме дека тој беше еден од, ајде да речеме, креаторите на оваа блокада кон Македонија од страна на Бугарија. Тој фактички го креираше условот за влегување на бугарите во уставот. Сега дали го креирал, но дека прв го најави и го кажа, тоа е факт. Кога ги кажа пред неколку години условите со кои Македонија ќе може да оди понатаму. На некој начин го направи тој пресврт. Знаете, бугарскиот парламент имаше една декларација која што прилично влегуваше во идентитетските прашања за Македонија. И таа резолуција мислам се уште активна во Бугарија. На парламентот кој што гласа огромно мнозинство, скоро не знам 80-90% да се. Таа резолуција беше дека македонците се вештачки народ, дека за јазикот, за историјата, јазикот е бугарски и така натаму, да. И Радев е направи таа пресвртка и рече дека не може ние со Македонија да се справиме со идентитетските прашања, треба да се справиме со малцинските прашања. Тоа е копенхашките критериуми. Така што и тука тој пресврт го направи и ние на нас не ставио прилично инфериорна состојба, ја кажеме, иако во тие идентитетски прашања ние бевме супериорни. После кога дојдовме во прашање на бугари и другите заедници во преамбулата и копенхашките критериуми станавме прилично инфериорни во таа состојба. И мислам дека тој преврат, тој навистина може маневар го направи успешен и ние се сега малку по незавидна ситуација во таа смисла. Сакам да кажам дека перцепцијата за Радев на некој начин дека тој, ајде да речеме, тврдо линијаш во тој поглед на некој начин. Иако не знам кој би имал поинаква позиција кога ги гледаме позициите на другите политичари. Ја не гледам некоја не сум слушнал до сега поразлична позиција, да. Иако таква е перцепцијата. Па така не знам дали може воопшто, дали треба да се очекува нешто, некаква промена во бугарската политика или во бугарскиот став. Ајде да речеме условно кажано на подобро или на полошо. Тоа е че не зависи само од македонско-бугарските односи, тоа зависи од глобалниот контекст, како ќе се одвива ситуацијата. По моје мислам. Ова што се случи пример во Унгарија, Европската унија малку геостратешки малку се подобри. Иако беше прилично во инфериорна состојба Европската унија, нели пред 10 дена да кажеме. Со победата на Маџар малку геостратешки во овој контекст на руско-американски, кинески, да кажеме, глобални сили, тука во Европа и во војната во Украина, мало Европа се консолидира, односно Украина прилично е како што е член на Европската унија и го доби како стабилна членка на Европската унија, не како што кажува тројански коњ, нели во Европската унија. Сега во оваа ситуација дали Радев ќе игра како тројански коњ или ќе игра како членка на Европската унија, стабилна членка, исто тоа прашање. Мислам во тој контекст зависи односите со Македонија. Гледаме Фицо што прави во Словачка, или го заменува Орбан, сега тој дека да им блокира. Колку Фицо ќе издржи во таа игра, не знам, сепак Словачка нема такви богатства и ресурси како што има Унгарија. А Бугарија е прилично, да кажеме, историјски ги имаат континуитет во добри односи со Русија, нели и Русија секогаш била на некој начин патрон, да кажеме, на Бугарија во многу политики на Балканот. Како сега тука ќе се постават Радев, кој што има огромно мнозинство, навистина прашање, ние тука можеби сме, пак ќе кажам, во една инфериорна состојба. Добро, но доколку тоа се случи, што не знаеме дали тоа ќе биде баш така, бидејќи Радев има критички однос кон
војната помош за Украина, например, и што Бугарија ја дава, и има кажано дека треба да се разговара со Москва, и во неговиот предизборен спот има еден момент каде што тој се среќава со Путин, иако други велат дека сепак тоа е направено за да привлече дел од тоа бугарско гласачко тело, едноставно да земе што повеќе гласови, но без разлика. Доколку навистина Радев стане на некој начин нов Орбан, што исто така многу се сомневаат дали тоа ќе биде така, но еве доколку биде, например, тоа па ми се чини дека геополитички би било добро за Македонија, бидејќи тогаш Бугарија би била трн во око, да речеме, на Брисел. Лошиот дечко, лошиот дечко, а ние тогаш би биле добрите во една, ајде да речеме, како нивен главен, условно кажано, противник, како што е сега Украина, да речеме, на Унгарија, така. Би биле во една подобра позиција. Па, доколку би се случило такво нешто. Може така се сврти ситуацијата, зависи пак ќе кажам од политики што се одвиваат во овој период нареден, како ќе се преговорите што ќе прави Радев со Европската унија. Знаете, од друга страна пак Радев нема ниту европратени во парламентот во моментот како партија, нели? Тој ќе се после се нова партија, Нова партија, ќе се после како премиер, ќе биде во тој совет на министри, ќе биде таму, односно на премиери во советот на Европската унија поточно. Така што ќе видиме како што ќе се одвива. Сепак Европската унија има повеќе механизми, повеќе алатки, како тоа се одвива, пак ќе зависи и пак ќе кажам и од таа констелација како Маđар ќе успее да со Европската унија да ги среди работите на некој начин. Така што а ние за жал сме надвор. И јас мислам дека ние треба подхитно за да бидеме поактивни како што е Црна Гора, Албанија, сосема друг однос има Европска унија према нив. Ние сме надвор од целиот процес, изолирани. И мислам дека треба да се најде начин, оно што е завршената наша домашна задача, да што побрзо ги продолжиме преговорите за да бидеме ин. Или има моментот сме аут, без некој да кажеме стратешки партнер, како што го имавме Орбан, наша владата го имаше Орбан, нели пред 10 дена, сега го нема тој играч, го ја нема таа поддршка и мислам дека моментално навистина владата е во многу незавидна ситуација да сема Америка што е стратешки партнер, меѓутоа Америка се грижи повеќе за ситуацијата што е во Иран и ова што се случува нели во Украина, така што Македонија за Америка не е некој приоритет да кажеме за да може да нешто влијае во сите односи. А од овие да кажеме регионални веќе партнери, коалиции, ни остана само Србија и Вучич, кој што исто така има проблеми, приличен број на проблеми во државата и ние како една држава со, не знам, 1.700.000-1.800.000 жители што активно живееме и со прилично голема економска криза што имаме, мислам дека сме во многу незавидна ситуација. Некои велат, да речеме коментатори, аналитичари, дека победата на Радев и не е толку лоша за премиерот Мицкоски. Во насока на тоа дека доби од противник, од другата страна една тврда линија и дека во тој поглед на некој начин ќе биде како изговор за Мицкоски да продолжи како до сега, да инсистира на истите позиции. Едноставно ќе тврди дека ете гледате која е другата страна, не можеме ништо да направиме. Ќе продолжи да бара бугарите да го сменат уставот и тие да го признаат македонското малцинство тамо, бидејќи за да се почитуваат правата на македонското малцинство во Бугарија потребни се тамо веројатно уставно законски измени сигурно, да. Со бугарски не е можно тоа. Така да на некој начин велат дека победата на Радев му одговара на Мицкоски во тој поглед. Одговара кога сме во добра кондиција како држава. Ако гледаме кога ние сме во слаба кондиција како држава и пак ќе кажам немаме некој регионален партнер што може баш да не поддржи и поддршка ни даде во оваа ситуација. Знаете дека ние пред година дена добивме од Орбан милиарда евра кредит, така ли? Тие пари се горе-долу потрошени. Сега не знам кој би заснал така нешто да финансиски даде инекција на држава за да може да го издржиме ова, кажеме, борба со имагинарниот непријател, да кажеме, Бугарија и Радев. Така што многу пак ќе кажам, многу незавидна ситуација. Се да следиме ситуација како ќе се понаша и владата, како ќе се понаша и Бугарија, како ќе се однесува и Европската унија, па и Србија. Сепак Србија за нас е прилично влијателен играч во нашиот економски и политички систем.
кај нас и мислам дека цело тоа треба да видиме. Како ќе се снајде се во оваа ситуација нашата влада е прашање, ќе анализираме во секој случај. А ние како СДСМ сме убедливи дека треба уверени како дека веднаш треба да ги продолжиме преговорите за членство во Европската унија. Добро, има и едно друго прашање кое цело време лебди во воздуха, тоа е прашањето зошто Македонија не работи на реформите посветено, зошто ние како држава едноставно таа преговарачка рамка не да ја ставиме по страна, се разбира треба да се работи. Владата тврди дека работи активно на решение. На некој начин, имаме една иницијатива од евроизвестувачот Вајц, каде што тој бара да се оцени законитоста на протоколот кој што е ставен во преговарачката рамка на некој начин. До објаснување, дали треба да стои, дали не треба, можеби тоа е начин да се, ајде да кажеме, да се бајпасира на некој начин таа блокада, бидејќи протоколот, како што тврди владата, е еден од најголемите проблеми потоа во тој преговарачки процес, од кој што може да произлезат идентитетски проблеми. И во ред, се работи на тоа, се прават дипломатски иницијативи и така натаму, но зошто ние не работиме на реформите? Кој нас не спречува да работиме активно на реформите, да сами да се приближуваме кон Европската унија? Пред да говорам тоа прашање, мислам дека спине тоа дека најголем проблем е протокол број 2. По моје мислење најголем проблем е отварањето на архивите на УДБА кај нас во Македонија. И тука веројатно гледаме најголем отпор. Тука најмалку се нешто се зборува и се работи. А еден условите и тоа е во преговарачката рамка, нели, со билатералниот договор што ги имаме за добрососедство со Бугарија, да се отворат архивите на УДБА. Зашто тоа на некои структури владени не му одговара, тоа е исто прашање, ватно че прочен историјата. Ова со протоколот 2, знаеме дека тука не е тоа врска, него чисто информација се дава додека траа преговорите и како ќе се одвива, нели, комисијата за не е за историја, него за учебниците по историја, нели, како ќе се и тоа се носи со консензус, значи тука не сме никако загрозени и тоа не е услов за продолжат преговорите. Како што има случаи Хрватска со Италија, уште има тој што почна да има преговори за одредени прашања, нели, на Истра, се уште и Хрватска чека да се уште тој преговори траат. Тоа не било услов, нели, на Хрватска за членство. Сега околу реформи имаше пред неколку дена, ме се чини, ЕПИ објави ова извештај како оди имплементирањето на реформскиот процес. Значи од 200 и нешто закон што треба, само до сега 44 се нешто интервенирано, незадоволувачки. Па веројатно овие што економските, да кажеме, олигарси што ја поддржуваат, ја финансираат владата, гледаме ка сите чекои што ги прави во ова криза владата, секојаш е во интерес на олигарсите. Многу малку е во интерес на граѓаните, барем во сите овие мерки што ги гледаме во ова енергетска и друга криза што имаме, сега ги гледаме и прехранбена криза, не само енергетска. Меѓутоа секојаш е прави потези и ги штити интереси на олигарсите, на големите бизнисмени, најмалку ги штити интереси на работниците и на маргинализираните или сиромашните слоеви. Така што сметам дека не влегувањето Европската унија кај нас најповеќе му одговара на тие структури и поради тоа е блокиран и процесот. Секојаш се избегнуваат работите, а да се имплементираат реформите, мерките од реформската агенда и мислам дека така ќе трае се докато трае ова влада. Да, но кога зборуваме за протоколот, ја спомнавте комисијата за учебници по историја, например. Да. Во тој поглед, Бугарија може да побара во тие учебници историја да се вметнат некои работи кои одговараат на бугарската историографија и тоа да биде услов, едноставно за не може со консензус се усвојува таму работи. Не може услов да биде. Со консензус се одлучува во комисијата и не мора сега да се реши прашањето. Мислам дека сега ги се реши само за Самил, мислам че се реши се да усвои консензуално некој текст. До негде е стигнато тоа, да. Со Самил да се реши, а другите прашања не се решени. Тоа е тоа. И дали ќе се решат, не знаеме. Меѓутоа, тоа не е услов, че пак ќе кажам, да се продолжат преговорите. Него често се дава информација дека има добра волја да се преговара, дискути дека натаму. И
И тоа е тоа. Да. И имаме проблеми во да кажеме со Бугарија во историјата на толкувањето, значи како тоа се случи во учебниците, а не дали на вистина некој настан се случил, не се случил, како е тоа нели објаснато кај нас во Бугарија, но чисто како да се гради една доверба, значи тоа е сепак можеби не треба понекогаш многу историчари се тука вклучени, колку што треба бидат можеби вклучени луѓе од другите области да се направи некој вординг да биде прифатлив нели за двете страни од таа историја што не може да ја промениме. Историјата е таа што била. Тука не може да се смени ништо. Меѓу вордингот, толкувањето, објаснувањето може да е малку попријателски. Значи ние мора да признаеме и кај нас и во Бугарија постои голем интензитет на говорна омраза еден према друг. Значи суштината е да не биде историјата катализатор на омразата меѓу двата народа. Да, добро. Ми сигнализира од режија дека го имаме колегата Канзуров на линија. Ајде да видиме прво. Канзуров, дали не слушате, ние вас ве гледаме. Да, јас одлично ве слушам и вас и господинот Рубин Земон и го поздравувам и него и вас и сите гледачи на програмата на телевизија 24. Да, еве сега јас ќе ве прашам, само сакам да напоменам тука и господинот Земон и вие доколку имате и нешто и вие да се прашате слободно, можете да се вклучите, се разбира и во таков поглед. Канзуров, каква е состојбата во Софија? Ги знаеме информациите во поглед на победата на Радев. Еве, какво е вашето гледиште, како ќе се развива ситуацијата понатаму? Мислам, победата на партијата, опцијата на Румен Радев беше очекувана. Она што беше неочекувано е дека најверојатно ќе може и самостојно парламентарно мнозинство да формира. Некои од луѓето од агенциите кои прават социолошки истражувања го објаснија тоа. Мислам дека беше Прван Симеонов од Мјара, дека кога се прават анкетите, некои луѓе очигледно не ја кажуваат вистинската опција за која ќе гласаат. И интересно, а не случајно го кажувам тоа, тој го спореди, мислам дека тој за него станува збор, тој го спореди тоа со случајот од почетокот на плурализмот, тоест враќањето на повеќе партискиот систем во Бугарија, кога на некои анкети, при некои избори, лицата што кажуваа дека ќе гласаат за БСП, значи за бившата комунистичка партија, излегуваа помалку од колку што реално гласале. Значи, еден вид страф кај таа популација дека на некој бран на антикомунизам може би ќе имаат последици ако кажат. И не случајно ова го кажувам затоа што опцијата на Радев победи затоа што ги собира во основен дел тие поумерени носталгичари по социјализмот, кои ги гледаат придобивките од тоа што Бугарија е членка на Европската унија и на НАТО. Некои велат и дека бугарите никогаш во својата историја немале повисок стандард од сегашниот во споредба со претходни години, децени и векови, така што има еден дел граѓани кои просто некои нешта од ова што доаѓа од западот не им се допаѓаат, но не сакаат и да си ги загубат придобивките и некако тука оние што стојат зад Радев, затоа што не верувам дека тој самостојно го прави ова и целото негово влегување во политиката и и сега формирање партија, значи и кога стана председател, а и сега кога ќе влезе во извршната власт, тој не е човек со широка општа култура и со големи познавања и со висок интелект за да може сам да го прави ова. Не, има некои кои му ги водат тите работи. Не случајно и бившата председателка на БСП Корнелија Нинова пред некоја година кажа или пред некое време дека таа му ги пишувала говорите, нели тој два пати беше избран како независен кандидат, но поддржан од бугарската социјалистичка партија. Така што, како да ви кажам, тоа е една поширока тема, сега да не одземам време, но очигледно и тој комунистички систем во Бугарија
иако на 9 септември 1944 кога се случува комунистичкиот преврат во Бугарија и може слободно да кажеме окупацијата од страна на Советскиот сојуз, која инсталира потоа режим во бугарската држава, иако во тој период имало многу малку комунисти во Бугарија, со текот на времето тој комунистички систем добил некаква внатрешна легитимност и не случајно Бугарија е една од ретките земји каде што на првите повеќе партиски избори Бугарската социјалистичка партија победи и тој режим се карактеризираше особено последните децении со силен национализам, дури би рекол и шовинизам, особено на антитурска и антимуслиманска основа. И тој тип гласачи кои не се имуни на националистичко размислување, кои можеби не им се допаѓа од Брисел, од централата на ЕУ да доаѓаат некакви команди, кои не прифаќаат различни религии, различни сексуални ориентации, поголеми права на жените. Тука Радев е пар екселанс пример, затоа што додека беше председател пред неколку месеци кога примаше делегации од партиите во врска со евентуални идни избори или идно формирање влада и беше представничката на ГЕРБ Деница Сачева, тој толку ја навреди и неа и целиот женски пол, сакајќи да се направи алфа мажјак пред Бојко Борисов, кој нели е председател на таа партија, демек се скрил зад некој се скрил зад женскиот фустан, беше неговиот збор. Со тоа имплицира дека жените се пониска категорија луѓе и поплашливи. Сега што би рекла на тоа една Маргарет Тачер додека беше жива, или Голда Меир, или Јованка Орлеанка, нели, ако одиме подалеку во историјата. Значи, горе-долу, така поедноставено, но и не сосема поедноставено, го објаснувам типот на гласачи на Радев и неговата ментална и емоционална структура. Да, Канзуров, интересно објаснување сликовито во најмала рака, јас би кажал. Добро, како тогаш, очигледно е дека имаме една зголемена излезност на овој изборен циклус од предходните и според она што го читав јас, вие ќе ми кажете дали е така, имало и зголемена излезност на младите на овие избори, така читав. И сега прашањето ми е како овие 45% гласови кои одат за Радев во една таква констелација како што вие ја опишавте, го гледаат Радев поразличен од старата, условно кажано, номенклатура на ГЕРБ, на БСП или ме разбирате? Како него го гледаат како алтернатива на тоа, ајде да речеме, старо корумпирано владење? Па нему му беше направен таков имидж и јас сметам дека многу внимателно беше правен тој имидж, беше одбрана личност, токму таква што ќе се впише, нели, да не влезе во категоријата на типични политичари, на пример, од Возраждане или Преродба, партијата на Костадинов, или каква што беше политичката партија Атака во минатото во Бугарија, кои се, така би рекол, хардлайнери, антизападно ориентирани, проруски ориентирани. Тоа е еден тип, го објаснив, тоа е еден тип поумерено антизападно расположение, каде што Румен Радев не дава јасен одговор на ниту едно прашање, а бидејќи Бугарија е парламентарна република, нели, председателската функција е повеќе или помалку церемонијална, но секако нема председателски систем во бугарската држава. Тој не е толку таргет на таква пропаганда за евентуална поврзаност со криминал и корупција. Но, тука има едно големо но. Работата е што
катастрофално некомпетентните и сервилни до степен на гадење и повраќање бугарски медиуми, особено мејнстрим бугарските медиуми, просто кон некоја фигура во моментот кога е на власт покажуваат една, ајде најблаго да се изразам, кооперативност и не ја напаѓаат по точките каде што треба да биде напаѓана. Например, примерот со навредите на Радев кон жените помина многу незабележано. Но од аспект на корупција Радев стоеше бидејќи тој имаше неколку службени влади под негова контрола пред да се смени пред законски да се смени можноста председателот, токму поради тоа што тој излегуваше од неговите надлежности, пред да се смени можноста председателот да создава своја службена влада, тој беше тутор на договорот Боташ со Турција, кој е крајно неповолен за Бугарија и секој ден огромни суми пари излегуваат од бугарската држава сосема непотребно и кој има клаузули е практично невозможно да се раскине. Сега таа разлика во она што е неповолно за бугарската држава и за бугарските граѓани, таа огромна разлика во парите, сега што мислите вие каде отишла? Но таа тема не беше толку во фокусот на вниманието за на обичниот гласач кој сепак не му е секојдневна грижа политиката и не се занимава само за политиката, не му е ниту првостепено, ниту од второстепено значење што се случува на политички план, можеби има десетина минути или помалку време во текот на денот да следи некакви политички актуелности. Не беше таа тема во фокусот и во однос на корумпираноста, тука треба да кажеме дека Румен Радев многу нечесно, уште мислам дека додека беше во армијата, еден незаконски, еден или два договори за работа подпиша со неговата тогашна љубовница, а сегашна сопруга, со која само Господ знае какви им се односите. Очигледно не им се баш најдобри, но и тука има некаков пиар тим кој од време на време ја врши влијание или ја притиска да се појави со него во јавниот живот. Значи, човек кој додека се уште бил во брак, значи тајно нечесно имал љубовна афера со тогашната љубовница, сегашна сопруга и уште незаконски подпишал договори за работа. Мислам дури дека станува збор не за еден, туку за два, каде што поради нивниот однос нели станува збор за суди на интереси. Значи таков човек најмалку има морал и најмалку треба да има лице да зборува за криминал и за корупција, а особено најмалку има право да зборува за семејни вредности, за традиционални вредности, за не знам какви вредности, затоа што токму тој е олицетворение на нечестноста прво во љубовно-еротските односи, прво како уништувач на еден брак и на едно семејство, а најверојатно и на втор брак сега. Значи таков човек што не може да се грижи за своето потесно семејство, како може да се грижи за државата? Значи станува збор за еден егоист, но како што кажав, тие што немаат проблем со тоа и гласаат за него, очигледно делумно или целосно се исти како него. Кажавте доста интересни детали. Можам да кажам дека за жал во македонската јавност не продираат овие информации. Македонските медиуми не го пренесуваат ова. Еве, ние ништо од ова не знаеме. Генералната популација сигурно не знае, а уште пожалосно е што ние како новинари кои би требало да го следиме овие информации не ги знаеме и тоа е нешто за што ние сме разговарале во минатото, дека знаеме се што се случува во Белград, но не знаеме ништо за Софија, за Тирана или за Атина, не знаеме вакви детали.
За жал. Канзуров, ве молам за уште два покуси одговори. Едниот е после сето ова што го кажавте и после целиот овој историјат со бугарските предвремени избори, 8 циклус на избори, мислите ли дека овој висок рейтинг на Радев ќе остане и во некоја блиска иднина? Не верувам. Иако, видете, ништо не може да не изненади во тој поглед, затоа што јас ќе ви реплицирам на она што го констатиравте вие во рамките на вашето прашање. Да, не се пренесуваат многу информации од Бугарија и од други соседни држави на Македонија, но тука проблемот е и во самите бугарски медиуми што ги прикриваат овој тип информации. Во однос на евентуално останување на овој рейтинг на политичкиот субјект на Румен Радев, кој се формираше практично вечерта, неколку часови пред предизборниот молк, пред неколку денови во Велико Трново. Не верувам, затоа што, како да кажам, иако и предходниот долгогодишен премиер на Бугарија Бојко Борисов, исто како и Радев, е личност со многу скромна општа култура и, така да речам, пошироки знаења, сепак е, како да кажам, во неговата елементарност и така изглед на простодушен човек, нели, да не употребам некој друг збор, има некаков шарм, има надпросечна социјална интелигенција. Дури и кога ќе каже некоја глупост, некако ќе се насмееме, па оди се прегрнува со луѓе, со други политичари, комуникативна личност е. Додека Радев е, тоа психолозите треба да го анализираат, тој има недостиг на социјална интелигенција, значи кога ќе го ставите на некоја кога ќе видите некое видео или фотографија кај што се поздравува со луѓе, тоа изгледа како некаква вештачка интелигенција да го ставила таму. Имаше, например, на BTV телевизијата, едно по друго, ден по ден, интервјуа прво со Борисов, потоа со Радев во емисијата Лице во лице, водителка е Цветанка Ризова, каде што дури Борисов, мислам, го видов најнерасположен откако се занимава со политика и откако дава интервјуа. Тоа во најлошо расположение беше од кога и да е кога давал интервју за некој медиум. И сепак се чувствува некаква интеракција со водителката. Ја гледа во очи, разговара, покажува разочараност од некои работи. Додека гледајте го Радев, гледајте ги неговите мимики, тој е дури да го жалиш од тој аспект и не случајно не му успеваат овие односи со најблиските луѓе. Тој не знае како да се однесува со луѓето. Тука не зборувам само за неговата типична грубост и недоделканост, туку едноставно нема емоционална топлина. Значи, просто таков човек не сакаш ни на улица да го сретнеш, ниту во лифт заедно со него да бидеш, затоа што зрачи со негативна енергија. Така што мислам дека зад него стои еден тим, не случајно тој тим реши непосредно пред предизборниот молк на некое партиско собирање да покаже на видеобим или не на видеобим, некаква поголема фотографија во салата, каде што тој се ракува со диктаторот од Руската Федерација Путин и воен агресор, воен злосторник дури би кажал, каде што мислам дека ги имаше и бугарското и руското знаме на фонот во заднината. Значи, видете, тоа беше еден трик, затоа што неговиот PR тимот на Радев знаеше дека прозападно настроените политички партии, нивните симпатизери масовно ќе го распространуваат тоа
дека тоа ќе биде распространувано во социјалните мрежи, особено кој сега може би се и водечки фактор кога се избира за кого се гласа, особено кај помладите категории граѓани. Но тоа беше еден вешт потек со кој се одзедоа гласови од другите поотворено проруски опции во Бугарија. Така што неговиот пиар тим така си го набилда рейтингот. Јас не мислам дека Радев целосно и 100% проруска политика ќе води. Мислам тој е слаб човек, слаб, нерешителен. Од аспект тој е решителен за да прави стомачни склекови и таму некои гимнастички вежби, но за вакви работи каде што треба значајни решенија да се носат, тој е нерешителен и слаб човек, потоа нема големи знаења, значи ќе треба да слуша некој, а не верувам дека и советниците негови по политичките прашања се собрани од најумните луѓе и најкомпетентните. Сакам да кажам дека тој е поана на англиски јазик catch-all, што се вели еден вид речи си некаков мултиидеолошки конгломерат, каде што различни типови граѓани, различни видови надеж имаат во него, а тоа не може да бидат сите задоволени. Така што ќе има пад и, како што реков, премиерската функција е различна од председателската. Премиерската функција бара висок степен на социјална интелигенција, комуникативност, знаење да се работи со луѓе, каде што дури во рамките на сопствената партија може да има различни категории луѓе со различни интереси кои се скарани меѓу себе. Радев чисто во неговиот личен живот потврдува дека нема такви знаења. Да, така што до кога ќе го покажуваат само како кукла, тоа ќе видиме. Канзуров, еве, сака и господинот Земон да се вклучи еве во дебатата, повелете. Почитување, Виктор, како сте? Не си видел. Па одлично, тука во нашата населба има некаква хаварија и интернетот го ползувам од телефонот, нема струја. Чисто благодарам на сите одлични анализи и забелешки. Моето така размислување и прашање, со оглед на тоа дека во моменталната глобална ситуација помал интерес покажа Америка и Европската унија за случувањата и на Балкан, со тоа и во Бугарија. И мислам дека многу повеќе интерес покажа Русија за ова што се случи во Бугарија. Имајќи во премека и претходните влади, пред на Бојко Борисов, кои имавме стабилни влади во Бугарија, Бојко Борисов сече да биеме и со Радев. Дали во суштина, кажувате и самите вие дека Радев нема, како и Борисов, некој капацитет да бидат лидери, нели, со голем Л. Дали во суштина повторно доаѓа длабока држава во Бугарија да владее, што се во позадина на Радев? Мислам дека дел од длабоката држава, особено таа што е оној дел неизин што е поврзан со старите комунистички структури, државна сигурност или државна безбедност, затоа што во антуражот на Радев мислам треба цела емисија да потрошиме само таксативно да ги наброиме лицата кои се поврзани со тој тоталитаризам, некои семејно се поврзани, еве ќе ви кажам едно типче смешно, Слави Василев, што дефилира како политички аналитичар по телевизиските студија. Тој е син на човек што за ефтини пари му викаат малкото мразче тука. Значи некакво предпријатие за фрижидери или не знам за што точно, неговиот татко го приватизирал за смешни пари. Нели ние во Македонија исто знаеме за такви случаи, па и сите овие транзицијски посткомунистички земји, повеќе и помалку, беа поминаа низ такви процеси и се уште поминуваат. И сега таков човек кои со отпуштени работници од тоа предпријатие, со приватизирана на безценица фирма, предпријатие, каде што државниот буџет на Република Бугарија е оштетен за многу пари, и сега таков човек ќе претендира дека е левица и ќе претендира дека води социјални
дека социјалната политика ќе биде во неговиот основен фокус, и таков човек претендира дека ќе се бори против криминалот и корупцијата. Мислам, како да ви кажам, тоа е како педофил да ставите за директор на детска градинка. Мислам, тоа е трагедија на бугарското општество, и веројатно треба некој писател, режисер или драматург да напише нешто за да го олицетвори овој период, оваа епоха од животот на бугарската држава и на бугарскиот народ. Бугарскиот народ просто со секојдневните материјални грижи веројатно и не внимава на сите овие работи, а и тоа што во фокусот е материјалниот живот, покажува дека тој тип луѓе и какви барања имаат од политичари и со што се задоволуваат. Но би рекол дека таа длабока држава никогаш не исчезнала од Бугарија, затоа има и во однос на македонското прашање таква глупава политика, која на површина е некаков тврд бугарски национализам и шовинизам, а во практика е антибугарско дејствување, затоа што полагајќи надежи дека во Република Северна Македонија има броен бугарски етнос, да става во фокус барања за ставање на бугарската етничка заедница во надворешниот дел преамбулата на уставот на Република Северна Македонија, со што на антибугарските сили кои се доминантни во Македонија ќе им се даде аргумент и легитимитет ако го изгласаат тоа, дека бугарите имаат сите права, а во практика ќе биде како односот кон, да речеме, многу полош од односот кон, например, ромската етничка заедница, како што видовме во Македонија покрај некои протести во однос на незаконско поседување возила или возење коли со без возачка дозвола, беа засегнати припадници на ромската заедница кои извршуваат такви дејности, па тие протестираа. Јас не ги оправдувам тие протести, но во реакциите негативни кон протестите видовме многу расизам и етничка омраза кон ромите, на кои не е имуно општеството во Република Северна Македонија, а ромите веќе неколку децении се дел од преамбулата на уставот, или како што кажа Сашо Ордановски во една емисија неодамна, процентот на роми во затворите во Македонија е многу поголем отколку процентот на роми од вкупното население во земјата. Значи, проблемот е толкувањето на историјата на антибугарска основа во Македонија, и тоа создава омраза кон бугарскиот народ и особено кон лицата кои се идентификуваат како бугари во Македонија. А тоа со уставот ништо нема да реши. Тоа значи дека и Румен Радев, кој прво тоа барање и тој дел од преговорната рамка и самата преговорна рамка ја нарече празен чек, а потоа гледам почнува да се фали дека токму тој инсистирал да се вметне тоа барање, и тоа потенцирам, цитирам, кажува, јас инсистирав да се тргнат барањата со историјата. Значи тоа може да го каже или антибугарин, или крајно глупав човек. А во случајот на Радев може би се работи и за двете нешта. Но покажува и неговата нечестност, бидејќи се фали со нешто што тој не постигнал самиот. Да. Добро, сакавте уште нешто, Земон, да. Виктор, ова што го кажа како проблем кај нас во јавност лично малку се споменува, покрај преамбулата на уставот, имаме уште еден устав, а тоа е усвојување на акцијскиот план за заштита на заедници, каде што ги опфаќа говорна омраза, недискриминацијата и имаше уште и образованието, каде што Европската унија тоа добро го идентификува, меѓутоа кај нас тоа го ставаме нели под тепих, а мислам дека тоа уште поважно, како што кажавте и вие, поважно прашање од самата преамбула. Да. Добро, Канзуров... тоа би било само на хартија. Само на хартија. Добро се, акционен план, тоа треба да се одобри од Брисел. Да, добро.
Канзуров, ви благодарам за вашето вклучување, за вашите исцрпни информации, анализи. Можам да кажам дека со ова се што кажавме, добивме многу појасна слика за тоа што се случува во Бугарија, добивме многу повеќе информации и за тоа што се случува и за она што не очекува во иднина. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам и јас и поздрав. Поздрав Пријатно. и до вас. Господине Земон, тука е и крајот и на нашиот Да. дел од емисијата. За крај, уште едно прашање, тоа не го искоментиравме. Она едно, бидејќи сте и член на извршниот одбор на СДСМ, она едно фамозно чувство на премиерот дека ќе се гонат и дека ќе има некакви процеси или не знам како беше точно да парафразирам против припадници на опозицијата, нешто што СДСМ го протоколува како закана, па поднесе и кривична пријава до премиерот. Па тоа е уште еден пример кога ние живееме во едно авторитратско, да кажеме, владение или режим, и либералниот вече со Орбан може да замине, меѓутоа и тоа е знак на тој либерален режим. Значи не може и премиер и чувство да има, и знаење да има. Имавме на инцидент, мисля, че кога беше Андреј Зеновски со порпарол на владата. Та знаеше пред него што има пресуда, нели? Така што очигледно владата се меша во третата законодавна, да кажеме, власт, што не е дозволиво и не треба да се дозволи. И сите тие чувства што се ги има примерот може да се ги кажеме у партија внатре или а не да се не сме ги кажат во јавност, тоа е закана према и демократскиот процес и закана према опозицијата, така и се смета, го сметаме ние и сметам дека е недозволиво, ете кажа и Виктор Конзуранов за еден премиер однесувањето на Румен Радев какво е. Мислам дека и за нашиот премиер дека тоа е недозволиво, очигледно има дефицит на познавање на политичкиот систем и на уставот. Тој не сме и да има чувства, тоа не сме го кажи, поготово кога се работи за трите власти во Македонија, не сме да има чувства, кај него мора да има само одлуки, знаења и политики, а не чувства. Така што, меѓутоа, тоа е индикација дека има сознанија и влијае значително, гледа го видовме и тоа и во обвинителството и во правосудниот систем. Да. Добро. Господине Земон, ви благодарам за ова гостување. Благодарам на вас. Со ова го завршуваме првиот дел, почитувани. Останете со нас, одиме сега со една куса пауза, па продолжуваме со Златко Кузманов, Центар за интегрирана безбедност.